Добар ви ден, драги другарчиња, јас сум учителка Радка Блажевска и доаѓам од градинката 8 март од Скопје. Денеска би сакала да ви презентирам една многу поучна, приказна и низ неа да научиме нешто ново и да донесеме многу поучен заклучок на крајот. Приказната е Лисицата и Штркот. Па да започнеме. Лисицата и Штркот се знаеле многу одамна и воедно биле многу добри пријатели. Еден ден Лисицата го поканила Штркот на ручек во својот дом и Штркот со воодушевување другарчиња ја прифатил поканата на Лисицата, бидејќи Штркот бил многу љубопитен да го види домот на итрата лисица. Штркот отишол на гости во домот на Лиска. Штом седнал на масата, Штркот ја сватил намерата на Лисицата. Храната била сервирана другарчиња во плитка чинија, а Штркот со својот дол клун не можел да јаде. Штракал Штркот со својот дол клун, но сепак не можел да касне ништо. Така Штркот остана гладен, но сепак не рекол ништо на Лиска. Пред да си замине Штркот од домот на Лисицата и тој ја поканил Лиска да појде наредниот ден другарчиња и таа на ручек во неговиот дом. Штркот имал решено да и се освети на Лисицата за невкусната шега. Така Лиска не се посомневала во оваа намера на Штркот. Штркот, драги мои другарчиња, живеел на врвот на една планина. Лисицата морала да се искачи по многуте скали за да стигне во домот на Штркот. Така Лиска, кога пристигнала во домот на Штркот, била многу изморена, но и складната. При тоа, Лиска се надевала дека ќе собере сила од добриот ручек. Штркот имал подготвено многу вкусен ручек, но тој ручек го имал сервирано во садови со тесни грла. Од тие садови можел да јаде само тој, бидејќи имал долг клун, а Лиска немало да може да јаде, бидејќи имала муцка. Така сега Штркот би се одмастил на Лиска со ова исто така невкусна шала и Лиска останала гладна. После ручекот, откако Штркот убаво се најаде и се заблагодари на Лиска за посетата, а Лиска се замина дома. Така Лиска дојде до заклучок дека таа е итра, но сепак дека има и поитри од неа. Драги другарчиња, денеска низ оваа приказна можеме да научиме дека Лиска и Штрчко биле пријатели, но сепак се надитрувале. Најпрво со итрите и невкусни шеги започнала Лиска, бидејќи сметала дека е најважна, најитра во гората. Но исто така и Штрчко бил итар. И Штрчко ја надмудрил Лиска кога ја поканил во својот дом. Значи, другарчиња, што ќе заклучиме? Дека не треба да правиме невкусни шеги,
на нашите пријатели, другарчиња, бидејќи со иста мера и тие може да ни вратат. Треба да имаме искрено пријателство. Сега да видиме зашто всушност учевме денеска ние. Значи, мисли и со главчето одговор смисли. Со кои ликови се запознавме низ приказната? Во што му сервираше лисицата ручек на штркот и зошто? Потоа, во што ја сервираше штркот ручек на лисицата и зошто? И на крај, дали само лисицата итра или пак и штркот е итар? На крај би сакала да направите една изработка заедно со вашите родители на ликот на главчето на лиска. Се што ви е потребно е танирчиња, книжни, а исто така можете и од бел хамер или бел лист да исечете крупче. Тоа крупче внатрешноста да избоите со портокалова боја, со материјал каков што ви се наоѓа, дали е портокалова боичка, фломастер, водена боја, темперна. Потоа да ја превиткате и залепите со лепача. Потоа да направите ушиња портокалови, муце црно и очиња. Драги мои другарчи, до видување до следното наше видување.